Од овде никој не беше против таквите припадници на ЛГБТ популацијата, луѓето од таа популација, но беа индивидуални ставовите, дури имавме најмногу реплики и контрареплики. Дали треба да се посвојат деца или да не се посвојат. Ја на почетокот напоменав дека мојот став за посвојување деца е дека треба да се посвојат, но со самото тоа оди дека прво треба да се легализираат браговите за да се посвојат децата. Ако се посвојуваат децата, треба да се дадат во вистински раце. Човек со здрав разум. Тоа е единствен. На добар човек треба да му се даде дете да се посвои. Не ме интересира неговата сексуална ориентација. Тоа е се што имам да кажам за посвојувањето на децата. Ако човекот е добар и може да изведе дете на прав пат, не би требало да се оспори. Третата тема е можеби уште покомплексна, тоа е проституција, најстариот занает и продавање на сопственото тело за да се преживее. Михова, драга моја. Темата е да се преживее во заграда или само? Не, темата нема заграда, душејата се од памет. Проституција... Не, друго е ако е само проституција или ако е проституција за да се преживее. Па не, добро, има проституција за да се преживее, има проституција за да се луксузира, има да се легализира. Идеме ние прво на легализација, па животот на проститутките. Ајде, драга Михова, почнеме. Фала ти на времето. Ова е тешка тема. Тешка тема. Не. Јас во Македонија е јавна тајна. Мислам дека е јавна тајна, дека проституција има и тоа каква. Сум за едно огромно да за легализација. Зошто? Затоа што мене ми е навистина жал за сите девојки и жени кои што имаат потреба да го работат тоа за да преживеат. И тргнувајќи од тоа, ако веќе мораат да го работат тоа, јас сум за да се легализира затоа што со самото тоа ќе бидат загрижени, нема да стоят по улици, нема да бидат склони на секакви опасности, на секакви луѓе и ќе бидат згрижени и ќе им се отворат, не знам тие како се нарекуваат, јавни куќи каде што ќе работат. Ќе им биде обезбеден доктор, што е исто така многу важно, нели? Со цел да се безбедни и другите луѓе и самите они. И мислам дека го заслужуваат тоа, заслужуваат да бидат третирани како нормални луѓе. Дали треба тоа да се работи за да се дојде до пари, тоа не знам, тоа веќе е една друга тема. Јас ќе кажам дека секој бира и си го бира начинот на кој што ќе заработи. Ако мене ме прашате, постојат мал број милион други работи кои што може да се работат за да се дојде до пари. Тоа е можеби од една страна најлесниот начин, а од друга страна најтешкиот начин, поготово нели за една млада девојка. Мене ми е жал што знам дека има многу млади девојки кои што го работат тоа и со цел да се обезбедат тие и нивното здравје, јас сум за едно огромно да за легализација на проституција. Ти благодарам Михова повторно на 2 минутки и 13 секунди. Ти си просто неверојатна, драга. Продолжуваме со Стефан, нема да додавам ништо, дури не поминат првите тројца, пошто многу зборувам. Ајде, повели Стефан, твоите 3 минути. Мојот личен став неам стварно некој посебно мислење на оваа тема, дали треба да се легализира или не треба да се легализира, но сум повеќе за легализација на проституцијата, само поради фактот што доколку би се легализирала проституцијата, знаеме дека најстар занает, знаеме дека тоа во никој случај не може скроз да се укине како и да. Доколку би се легализирала проституцијата, ја мислам дека би се намалиле и проститутките. Не. Значи, болестите кои се пренесуваат преку проститутките, како што рече. Само поради тоа што ќе се прават медицински тестови, како што се прават, мислам дека во Амстердам и многу други земји каде што тоа е легализирано, да. Ќе се прават медицински тестови, тоа ќе бидат сигурни девојки, и нема толку колку што сега кај нас, како што не е легално, може да се најдат насекаде и не знае никој никоја и никако. Вака на овој начин би биле сигурни сите клиенти кои тоа користат и нема да се заразуваат со
некои тешки болести. Тоа е мојот став. Ти секогаш имаш што да кажеш и тоа секогаш го завршуваш за 1 минутка и 16 секунди. и другите минути ще останат. Па секој има по 3, останат теаки ги дадохте. Он збори по 10. Да. Повели ми ја. Јас сум против. Значи нема врска дали тоа ќе им помогне да не се инфектира, да нема болести, бла бла, чекај малце. Тие нека си се пазат сами што прават, кој како што прави, ако се свесни дека тоа е ризично, нека не го прават. Јас сум против затоа што мислам дека не можам ни да го наречам занает. Значи мене ми е не срам, туку ми е тешко да кажам занает, дека тоа за мене е работа без што нема никакви вредности. Талент. Молим? Без талент. Тоа нема врска, значи не е занает, да се разјасниме. И сум против дека некој така мора да преживее, не знам што, bullshit. Ја мислам дека има работа за секого кој сака да работи, за секого има работа. Значи нема тоа оправдување, не функционира, нема никаква алиби. Има право кој што сака да прави, затоа дека ќе се разболи некој бла бла, може да се разболи од некој што не е проститутка, што нема врска. Тоа мислам многу е лично, секој за себе треба да се грижи за тоа. Дека се работи проституција, дека има голем број тука, можеби има. И пак ја мислам дека тоа креира многу незгодни ситуации и во семејствата, и во браковите, и така натаму. Не гледам, стварно се обидувам да напоменам сега некои негативни ствари, зашто позитивно навистина не гледам. Никаква позитивна страна да се работи проституција, прво да се работи, ако веќе се нарекува работа, и второ да се легализира. Подобро е нека се чуваат. Дека кога се легализира, се плашам дека ќе излезат корипчиња многу на површина, дека го работат, тој занат многу добро, дека многу таленти ќе излезат на површина, се плашам тога. Конкуренција ќе има многу, да не зборувам на екстрем, не сакам никого да навредам, но пак не мислам дека оправдување или алиби дека некој тоа го работи само зашто нема што да работи друга. Не. Океј ми, ти благодарам за твојот. Продолжиме со реплики. Не, имаме реплики како? Со ставови пак посети да кажеш пар реплики. Имаме реплики. Не, мораме на мир да заборави реплика. што Толку сум сака да е прво ја ќе кажам малце. Не. Нека Значи вака. Прво неоспорно е дека проституцијата е занает, затоа што тоа не сум го ја измислил, него како најстар занает, најстар занает на светот е проституцијата. Јас сум студент на филозофски факултет и имав еден предмет социјална Работа и политика. Не, на Институтот за социјална работа и политика имав предмет социјални проблеми. Во тие социјални проблеми стоеше како наркомани, алкохоличари, вакви онакви, стоја и проститутки. Али проститутки не од аспект како некои што извршуваат такво дејство, него проститутки од аспект дека постојат оние елитни, постојат оние на ниско ниво, како што се во Македонија. Елитната проституција просто не би ни нарекол проституција, затоа што тоа е задоволство поради некаков фидбек од друга страна. Додека оваа другата проституција е многу небезбедна, кога веќе тоа може да се обезбеди. Не знам колку си едуцирана на тоа поле, но може да се обезбедим толку добро што проституцијата ќе може да го смени својот збор као поим. Затоа што тука се обезбедуваат медицински некои препарати со кои не може да се дојде до болест. Тука се проверуваат бесплатно на секој таму не знам колку недели, месеци, појма немам. Се обезбедува, немаат на подруми сексуални задоволување, како се веќе вика тоа.
немаат по па на мене не би требало да ми реплицираш. Ја не морам. Значи морам да се надоврзам дека тоа медицински тим може да се погрижат иако Сакам не е и ние став да легализирано. искажеме, фала. Може да со реплики да завршиме? Благодарам, јас сум бойкотиран, но собствено. Михова повели. А имам реплика. А ја после со контрареплика заборам. Прво многу е лошо да кажеш дека они сами сакаат тоа да го работат. Знаеш, има Има и девојки кои сами што што сакаат. не реков ја не, значи има девојки кои што сами сакаат тоа да го работат. Значи од љубов. Некој од лична екзистенција. Има девојки кои што се приморани тоа да го работат, значи не знам да Боже се киднапирани и така натака да не наведувам. Како нашиот верен фан, Екстремно Буцкаста тоа, спонзор. Да, и има девојки кои што се приморани од еден друг аспект. Значи мораат тоа да го работат затоа што едноставно немаат друг начин, значи не можат да најдат друга работа. Имам милион такви примери. Сега да сум гледала многу емисии, многу филми, многу документарци и така натаму. Македонија, како Македонија фака дека работа не може да се најде, продолжи. Така да сум за легализација, затоа што кога ќе погледнеш, сум гледала емисија каде што зборуваат Толку Михова. не, Две сум гледала емисија каде што зборуваат Жал ми. после ќе дадам уште една Само Само што на кратко да кажам. Мија никој не рече дека оваа работа е дека е морална работа и не знам дека дека е талент за работа на таленти. Нема дека ме нередовна цитираше плата, мене, да, ме да. цитираше мене. Јас само кажав дека треба да се легализира, значи фактот е дека постои. Не може да се укине. Фактот е дека постои и подобро е да се легализира. На кој начин би се спречиле нели тие преносливи болести, отколку да се ќути така и да се тера свега кој што е Ја сега евентуално. Боле да се спречи него да се лечи. Благодарам. Контрареплика трае само 30 секунди, драги. Ја не искоментирав овие двете вашите ставови, јас се дадов само мој став. Ја не зборував за тој, има значи две екстреми, не зборував за тој екстрем што се малтретирани, ги тепаат, ја сум против тие што ги тераат. Но не можам да го оправдам колку поим каков што е сега и ко постојње и ко работа и не може ништо да ме убеди дека нема ништо друго што да се работи и мора тоа да го работа, тоа навистина не може да ме Стоп. убеди. 30 секунди. Контрареплика да. Марија, Валери се кара да збор. Јас сметам дека треба да се легализира. Не знам дали тоа, како што кажам, ја би излегле рибчиња на површина или пак многу од нив би престанале со таа работа, бидејќи не секој е толку храбар и може тоа да го каже јавно дека тоа го работи. Сметам дека не само за нив, не само за проститутките, туку и за нивните клиенти би било многу поздраво, доколку онаа која го работи тоа секоја недела или секоја втора недела оди на таков гинеколошки преглед. Може да оди без да нема пари душ работи за Да. пари. Тогаш исто така и јавните куќи би биле многу Исполнети? не извини. Сето тоа би се одвивало на еден многу поинаков и подобар начин и како што секаде во светот, мислам на повеќето места е легализирано и функционира добро, мислам дека така ќе функционира и кај нас доколку тоа би било легализирано. И толку. Океј, ти благодарам. И уште малку да се надоврзам. Ни не велам дека нема други работи кои можат да се работат, меѓутоа кога некој е приморан тоа да го работи, не треба мислам да му се суди, да, или пак кога некој сака тоа да го работи, секако доколку било легализирано и тоа би било до одредени степени, како што кажа ти, елитни проститутки има и проститутки на ниско ниво. Мислам дека доколку би било тоа легализирано, повеќето би биле од првата класа, односно елит. Така. Мија имаш 30 секунди. За 10 ќе завршам вака да се оди во гинекологија два пати неделно или на 2 недели нема врска, значи сите имаме книжки, сите може да одат. Сите може да се контролираат колку сака ова со медицинскиот аспект некако ми е малце апсурден. Имат книжки, немаат плави картони, доколку не се вработи. Доколку не се легализира немаат И немаат пари да го платат. А па ако тие немаат доволно пари, може на социјален начин. Значи има начини, има студентски, има бла нема врска. Туку и другиот муабет Жал ми е, Мија, твоите 30 секунди помина. нема шанси.
Ја имам, не сум контрареплика, јас сум реплика. Реплика. Па една минута сум. Да, но... Контрарепликата е 30 секунди. Ајде, продолжи. Брзо. Не знам дали се збунив или сакам да те прекинам. Јас сега ми ја зеде мислата, чекај. Кај ти помина? Ај нема врска, да не Џабе не се зборувам бориш за многу. 30 секунди. Не па. Амир повеќе. Конечот дојде. Пак ќе почнам малце од поинаков аспект, затоа што очигледно тука некои работи некој не ги сваќа. Прво, една работа. Ако ја некого викнам да ми го ископа дворот, тој работи физички за мене и му давам 500 денари, 1000 денари, 2050 евра. Таа исто така тоа си го заработува на тој физички начин, што значи тоа е работа. Сега, доколку тоа би се легализирало, секој може да избере дали ќе работи како проститутка или не. Јас сум против легализирање на приморан начин, меѓутоа да се легализира како проституција и тоа да биде како професија, да, затоа што ако отидеш во странство во некоја јавна куќа, ќе си поминеш неверојатно, ако отидеш тука пред македонска телевизија, ќе ти се згади животот. Имаш и Ето, обезбедување, тоа има имаш една све. голема разлика. Значи тоа затоа така треба да се Нема да направи, има да се добри легализира, затоа што одат таму луѓе кои што сакаат да одат. Ти не мораш да одиш, никој не те тера. Кои што сакаат да копаат. Што така и девојки кои што или жени кои што тоа сакаат да го работат, а не затоа што биле приморани, немало начин да заработуваат. Ако сака така да заработува, ќе се заработува така. Меѓутоа барем ако веќе заработува така, нека биде кој што треба, а не ми ископал тука, таму ми остел. Ама Е, што така. нема да има таа добра плата во оваа држава, што Да. плата ќе има, Ама- вака приватно, Тоа што не- добро тоа е, не во треба да Во го тој коментирам. бизнис најголема... Чекајте, не ми се мешате во моите 3 минути, ќе ве молам, благодарам. Значи, таа, ако сака на тој начин да заработува, барем нека заработува на таков начин што тие пари што ќе ги заработи, фала Богу да и се со она заработени, заслужено заработени, а не Сигурно. ископал, не ископал. А не да дадеш пари туку така. А не така, ајде дечко, пример. Разбираш? Сакам да кажам, не, се зафркавам, меѓутоа треба да биде легализирано. Зашто? Затоа што ако некој стварно сака тоа да го работи од желба, тогаш нека го работи барем на безбеден начин, кај што ќе биде и она заштитена, кај што ќе биде и чисто, кај што ќе може тој што Услови за сака да И ужива чисто и во тоа, безбедно. да ужива на вистина, а не да биде без везе. И кога веќе е најстар занет, ние знаеме дека што порано тоа го правеле девојки и жени, не само девојки и жени, туку и мажи. Така Има, што, да, и тоа, да. така што постои. треба да има институција каде што тие ќе можат да си ги изразат своите желби и да добијат пари за тоа. Па тоа желби или работа е тоа? Па работа, професија тогаш ќе им биде. Како ти што сакаш да пееш, тие Меѓутоа сакаат кај тоа. нас малце поинаку затоа што и тоа е индивидуално затоа што сексот некој го сваќа како многу интимен, некој има one night stand постојано. Некој него ни сваќа. Некој него не сваќа. И така некој мисли дека може да се заработува преку сексот, некој тоа не го сваќа за нормално, а треба да постои таква институција Твоите каде што 3 тие минути, ќе можат Албер, помина. да работат најнормално. Кажи душа. тоа не го ни сваќа. Така е. Ето тоа. Пред да продолжам со Валери, пошто таа најмногу копкаше да добие збор, јас имам да ви кажам нешто. Ама не, значи стварно сериозно. Сите го помнете дека ќе кажат се и се што ја ќе збори. Се шалам ја јас зезам. Повели душа. Вака, значи тоа проституција за мене е чиста глупост. Прво, значи не може значи не може, има премногу други работи со кои може да се заработи пари. Значи ако треба, јас се извинувам, може и на пазар патлиџени да продавам за 5 денари, а не мора јас да дремам на улица. Имам гледано филм, значи не ми дигате раци. Јас сум прва вака, тоа се направи. Јас сум после. Имам гледано филм кај што има проститутки кои што се малтретирани, има и деца, вклучувајќи и мали деца кои што се малтретирани за да чисто нивниот газда се ги полни парите у джеб, да се ги стави и да се ги потроши во некоја казино. Филмот беше така. Веројатно твоето мислење си го кроела врз основа на некој филм, така? Не. Имам лично искуство со тоа кај што бев на пат кај Скопје и сите беа наредени вака. Имаше
3-4 сега, од прилика да речеме, имаше 3-4. Значи беа толку гадни и просто не ми се веруваше како може тоа да го направат, да го продаваат своето тело за некој што ќе им даде дури и 100 денари. Значи тоа не бе окей. Ја ќе ве станам скоште да расе. Ама продолжи Да станам јако не да се зборувам сама. Зборувај си, ова е твое време. Да, Без разлика кој крева и нозе нека крева, тоа е твое. Да, исто така познавам и многу семејства кај што мајката баш буквално немаат ни леп да јадат, али повеќе би одобрила оние што просат. Да, повеќе би ги одобрила оние што просат. Затоа секогаш дома кај мене кога ќе дојде некој било кој и 5 денари да имам, 5 денари него ќе му ги дадам. А на проститутка ќе отидам и ќе ја плукнам у фаца. Поради тоа што поедно да дојде дома, ќе ги дадам сите мои пари што ги имам, отколку или ги немам без разлика, отколку да отидам со извинение да Душо ти би ја плукнала, ти би ја ебала. Тоа е индивидуална работа. Ма да, ма тоа е незин став. Факт е дека тоа постои. Како дали да се А реши? би ме чудела ако и Валери се фати за проститутка. Сум чува и да брани. Сам ја немам ништо против, меѓу само како и да е, тоа е мојот став. През колку сега да да донесат продолжувам некоја да зборувам, проститутка само после ќе се 55 повторувам. дена има да се чудите. Ајде, имаш уште нешто да кажеш, Душа? Не. Добро, фала ти. Реплика. Михова прва дигна рака. Ајде. Повели, по 30 секунди имате реплика. Една минута имаме реплика. 30 Прво, па тука не 64. зборуваме дали проституцията е глупа и зошто постои, од кога постои, како постои. Зборуваме, има факт дека таа постои, значи таа веќе постои и тоа не можеш да го спречиш, нити зависи од тебе или од мене или од Мија или од Марио или така натаму. Значи, муабетот овде е, кога веќе постои, што може да се направи за тоа да биде подобро и да се работи на еден пофин начин. Дали тоа е морално или не е морално, тоа исто не е мое право да судам, не е твое право да судиш и така натака. Како зашат клиентите и тие што Никој не работат? спомна морално. Клиент? Значи, има девојки кои што се приморани да го работат, има девојки кои што сакаат тоа да го работат. Ако некоја тоа сака да го работи, тоа е исто неизмено човеково право, толку. О, Стефан? Таа е работа се. Пореднеме она толку. Алмир? Океј, вака, значи јас сум против таквата проституција која што е на сила, деца, жени и и така јас. натаму, јас сум против тоа. веќе Меѓутоа злоупотреба. има некој Да. кој што ужива во тоа и сака да заработува преку тоа. Има многу денеска што заработуваат преку интернет на разни начини и баш поради тоа кога веќе го прави тоа, нека го прави на оној начин кај што ќе биде безбеден за сите, а не онака. Одбрала така, окей, никој не ти брани, работи си така, незино право е. Меѓутоа да го работи кој што треба на некој си нормален начин. Алмир, ако твоите може. минути, Добро. секунди истека. Мија повели? Некогаш ми е џабе, мислам дека и ќе збора. Никој не спомна морал тука, никој не спомна менталитет, да се разбереме, туку само с наш став. Веќе се работи, да, но ако јас сум за да не се легализира, сум зашто не сакам да продолжи и понатаму да се зголеми интензитетот на тој вид работа, Тоа ќе дека продолжи. тоа на општество, на ниво на едуцирање некакво не е во ред. Дека утре моите деца не сакам да бидат, на пример, или твоите или моите братучеви да бидат дел од таква Доколку ти ги работа. воспиташ да Мија, не твоето бидат, време нема да истече. Ви благодарам. Индивидуално е тоа. Да. Само веќе доби за истата тема. Ајде да завршиме. Јас се извинувам Сума што сумаrum, да. толку ни дозволува времето. Јас на Има крајот уште? не. На крајот би сакал нели да го заокружам се во ова со едно мое видување за вашите ставови. Јас сметам дека тоа треба да се легализира само од една причина што за сите можни табу теми би требало да се легализираат од една причина затоа што сметам дека самото легализирање ќе се намали. Не знам зашто, али тоа е некое мое видување, ќе се намали, нема да се прошири, ќе се прошири се она што е забрането, затоа што е посладко, и затоа што врти се учи да е забрането и да не е забрането, секој може да чуе и моето дете и твоето дете и кој било. Кога станува збор за злоупотребување на мали деца, тоа е веќе нешто против за кое можам да дискутирам, до сабајли сум голем противник, но зборувам за како што претходно зборувавме за
како што претходно зборував. Ај нека се доврши. LGBT популацијата и сега зборуваме за проституција. Надвор свадба права тука. Проституцијата треба да се легализира прво од медицински аспект, второ, окей, знам дека сме на крај со времето, но мора да се докажам. Да се докаже. И мора да се легализира пред се од медицински причини, второ, доколку некој сака тоа да го работи, ќе го работи и на црно и на бело. Така да подобро да го прави на бело, затоа што ќе има сосема различен третман од прво од медицински услови, второ од општествени некои морални вредности, не мора да се лажни, нека бидат искрени, нека секој знае дека он работи честно. Што да, според мене проституцијата е честна работа, затоа што ти со Проституцијата е честна работа. За мен. Да, Со самото сексуално што ти си дозволуваш некој сексуално да те задоволи, земаш пари, ти не правиш никакво кривично дело. Тоа е честна работа. Да. Тоа што ти си дозволил некој да си игра со твоето тело и твоето тело да го продаваш, тоа е твоја лична одлука. Тоа нема И врска честна- со санкциони држава и казни. Лошо е кога се шири Има. лажен морал. Следор Некоја си проституцијата работиш не се честна работа, легализира, окей. истите тие проститутки јадат казни од државата. Тие што ќе бидат во јавна куќа треба да бидат окей, а оние што ќе работат надвор, Така е. слушај таму наплаќаат или Дарка ја ќе ти Сума наплатам сумарум, 700. јас би се Тие треба да се молам, затварат. дискусијата ќе се продолжи по завршувањето на емисијата. Сума сумарум, собрано ви благодарам што ви бевте гости. Ми беше драго што започнавме муабет на вакви теми, се надам дека ќе продолжиме до рани утрински часови, иако веќе сме рани утрински часови. Да не заборавиме, гледајте ни утре во исто време и во недела на лајвот. Се надам дека ви се допаднавме, имајте пријатно утре вечер, како год, пријатно. На иста адреса. На иста адреса. Следете на YouTube, Twitter, Instagram. Instagram, Facebook. Facebook.